Во срцето на Балканот се наоѓа земја богата со историја, култура и потенцијал. И днината почнува дома. Представуваме 32 изворени личности, символизирајќи ги 32 години независност. Визионери, креатори, двигатели на идните промени. Придружетени се додека ги истражуваме нивните успеси, идеи и предизвици, да насликаме слика на нација во подем. За да имаме било какви промени во едно општество, мора да постојат ресурси, средства. Меѓутоа, јасно дека тоа е многу тешко доколку се работи за слаба економија. Поради тоа, колку имаме подобра економија, толку се надевам дека и побрзо би дошло до позитивните промени кои што би настанале во општеството. Секоја работа носи предизвици, некои се големи, некои помали. Од големите предизвици со кои што се соочуваме, би рекол дека е нерешителноста или стравот кај компаниите за воведување на дигитализацијата и автоматизацијата. Втор предизвик со кој што мислам дека многу често се соочуваме е дека се чувствува дека скоро сите политички промени кои што настанува не само во нашата држава, туку и во Европската унија, па и во светот, директно влијаат врз бизнисот. Третиот предизвик, и тој всушност е и највоочлив после корона кризата, е дека кај компаниите многу често се чувствува одредена изолираност или отсуство на соработка, и јас се надевам дека тоа е само едно привремен предизвик и дека во брзо време тоа ќе биде разрешено, бидејќи на долготраен план тоа би било навистина поразително за македонската економија. Мора да се фокусираме на новите технологии. Јас искрено би сакал да ја видам Македонија со добра патна инфраструктура, со добро образование и секако со добро здравство, бидејќи сметам дека сите тие три столба се клучни за да имаме одредено општество во кое што секој би сакал да живее и во кое што младите не би заминувале со првиот авион надвор од државата. На младите во Македонија би им препорачал неколку пораки. Првата порака би била да ризикуваат повеќе. Знаете, пропуштените шанси никогаш не носат поуки, а неуспехот носи поука. Успех би рекол дека секогаш зависи од тоа кои се критериумите, односно границите кои што ќе се постават. Така што успех според мене е секоја она постапка или секоја она дејност која што ќе предизвика да се променат критериумите, односно да се воведат нови на повисоко ниво критериуми за наредниот пат. На тој начин ќе имаме само константен успех, ќе имаме константен раст и константен развој.